Мојата работа имам навистина долготрајно искуство и секакви случаи низ нашиот центар поминале. Во последнава година можем да издвојам еден најтежок облик на насилство кое го претрпела една наша клиентка. Тоа беше обид за убиство, за среќа беше обид, кој случај е соодветно процесиран, а таа жртва не и беше прв пат да се јавува во нашиот центар, добила и претходно правна помош и заштита, меѓутоа овој пат беше навистина многу сериозно. Случајот беше процесиран низ судот во Тетово и обвинетиот, окривениот, насилникот е веќе казнет и се наоѓа на издржување на казна затвор. Тоа е најтешкиот облик на насилство што во оваа година беше пријавен. Исто така, жените жртви на семејно насилство, освен физичко насилство, пријавуваат и закани, така што се принудени на некој начин да ја напуштат семејната заедница, а имајќи во предвид дека економски се зависни од насилниците, тие немаат некој излез и немаат некоја особено место каде што би можеле да се заштитат, и како што рече и Џане, ние немаме шелтер центар во кој би можеле барем привремено да ги сместиме жртвите додека трае судската постапка за соодветна заштита. Освен овој вид на насилство, исто така имаме пријави за предизвикани од насилството, како последица на што доаѓа до брачни недоразбирања и до постапки за развод на брак, за доделување на деца, за досудување на издршка. Имаме случаи кога насилниците, тоа го говорам во машки род, затоа што во нашиот центар само мажите се пријавени како насилници, не признаваат татковство врз деца, дури и врз деца што се родени во брак. Така што разновидни се случаите на кои работиме, меѓутоа станавме препознатливи во оваа проблематика. Жените доаѓаат, пријавуваат, се чувствуваат безбедни во нашата канцеларија, во нашите простории, има соодветен пристап, имам изработено како адвокат и соодветни формулари за прием на жртви, за работа. Сето тоа се документира и во електронска и во пишана форма, така што нашиот центар за правна помош е навистина етаблиран како место за примарна и понатамошна заштита на жените жртви на семејно насилство. Овој пример е од последнава година, а инаку имавме и случај на убиство. Наша странка, клиентка, на која и водевме постапка за развод на брак, после извесен период реши да се врати кај сопругот и после една таква меѓусебна караница, таа почувствувала опасност и сакајќи да избега од тогаш веќе во вонбрачна заедница, вратена, се обиде да избега од него, меѓутоа тој поседуваше оружје и ја уби. Тоа е најтешкиот вид на семејно насилство кој како случај сме го имали во нашиот центар. Да, сме имале мажи жртви на семејно насилство, меѓутоа тоа било многу ретко, а семејното насилство од мажите кои го пријавиле не било од страна на нивните брачни другари или вонбрачни партнерки, туку најчесто од нивните деца. Значи, насилство на син врз татко, вообичаено мажите, тој вид на семејно насилство го пријавуваат. Јас водам и евиденција и за национална припадност и за возраст на жртвите на семејно насилство, соодветно на националната застапеност во општината, таков е и процентот на пријавување на семејното насилство. Иако во почеток можам да кажам дека повеќе од урбаните средини се пријавуваше семејното насилство, меѓутоа со активностите кои ги презедовме,
со цел за подигање на свеста за пријавување на семејно насилство во руралните средини, истото доби на ниво, така што имаме и од руралните средини, почна да се пријавуваат жените жртви, а процентот можам да кажам дека е, како што реков, соодветен на националната застапеност. Имаме и албанки, и македонки, и ромки, така што најголемиот дел се албанки и ромки, и македонки се извинувам. Прво што е најважно е самиот пристап кон жртвата. Во нашиот центар за правна помош имаме родово сензибилизирана просторија каде што ги примаме жртвите, јас ги примам и работам со нив. Земам податоци за нивната лична состојба, за брачна состојба, вработеност, невработеност, социјална состојба и така натаму, и понатаму самата жртва го опишува и конкретниот случај, последниот, колку тоа трае во континуитет, сето тоа се документира со формулари и исто така странката подпишува изјава согласно Законот за заштита на лични податоци, според која ние како здружение сме обврзани да го почитуваме овој закон и податоците за жртвите не смеат да излегуваат надвор од овде. Тие податоци можат да се користат само за судска постапка или било која постапка низ органите на управата, каде што ќе биде потребно за да се заштити жената. Така што без нејзина согласност ние не смееме ниту постапка да поведеме, ниту пак да ги користиме овие податоци за друга намена. Имаме проценка на безбедносна состојба по однос на жртвата, прво тоа правам. Значи колку е таа загрозена, дали е интегритетот физички загрозен, колку е потребно и што е потребно во насока на тоа да се преземе, да се упати во здравствена установа, во Центар за социјална работа, во Министерство за внатрешни работи, со сите овие институции имаме остварена соработка. Имаме едно локално координативно тело кое функционира во рамките на општина Тетово и во кое членуваат представници на сите овие институции релевантни за окружување на целиот процес на заштита на жртвите од семејно насилство, така што имаме значи и преупатување, дури и соработка и со други невладини организации, каде што сметам дека е потребно да се упати. Например, ако не поседува лични документи, има невладина организација која работи со таа проблематика, така што соработката е навистина неминовна доколку сакаме квалитетна заштита. Понатаму, врз база на таа проценка се прави план, се прави упатување и се прави соодветен правен лек до суд, до орган на управа, до било која институција, а понатаму, доколку се поведе судска постапка, оние жени жртви кои самите не се спремни да се појават пред суд, а вообичаено не се, истите добиваат и бесплатно судско застапување.